Председателот Иванов денеска објави дека донел одлука да ги аболицира сите политичари против кои се води истрага, против кои е покренато обвинение, како и за еден политичар кој издржува казна затвор. Практично со одлуката престануваат сите кривични постапки кои се водат против сите политичари и од власта и од опозицијата. Со овој чекор аболицијата ги опфаќа и случаите пуч и подкуп, како и тврдина и Титаник и другите кои што се покренати од специјалното јавно обвинителство, а се поврзани со прислушуваните разговори. Одлуката Иванов ја потпишал денеска, стапува на сила веднаш, како што изјави председателот. Одлуката ја донел во интерес на државата и нацијата со цел да се стави крај на политичката криза. Во однос на оваа одлука сакам да информирам за неколку работи. Прво, не се водев од позицијата кој на која политичка опција припаѓа, туку се водев исклучиво од државниот и националниот интерес. Меѓу офатените има и многу мои политички поддржувачи и многу мои политички противници. Но не поаѓам од моите лични позиции, туку од државните интереси. Второ, никого опфатените во овие одлуки не информирав. Или на било кој начин не му најавив, или пак побарав согласност од него за ова моја постапка. Предпоставив дека ако го направам тоа, или сите, или најголем дел од нив, убедени во својата невиност и исправност, ќе ме одбија и агонијата во земјата ќе продолжеше со години, заедно со сите можни негативни последици. Како трето, не навлегува во тоа дали некој е невин или виновен. Поаѓам од презумцијата на невинност. Моја предпоставка е дека најголемиот дел не се виновни за тоа што им е покрената кривична постапка, иако не може да го потврдам тоа без судска одлука. Председателот потенцираше дека е свесен дека со оваа негова одлука ќе трпи критики, но оти е убеден дека прави крупен чекор за меѓусебно помирување. Иванов оцени дека кризата е нечии тук интерес и за нечии туги цели, за некој кој сака да ја оствари својата цел преку завојуваните политички лидери и нивните поддржувачи. Убеден сум дека со оваа одлука правам крупен чекор кон меѓусебно помирување и дека ова ќе помогне за една натамошна нормална, како во сите развиени држави, политичка и демократска борба, заснована врз надпреварни идеи и резултати, а не на меѓусебно исцрпување и уништување, и особено не во функција на туги интереси и сили. Убеден сум дека со овој чекор им помагам и на меѓународните посредници кои имаат добри и честни намери кон нашата земја. Пред се во нивните напори за консолидација на политичката криза и придвижување на земјата кон натамошен напредок, реформи и реализација на стратешките планови за влез во НАТО и во Европската Унија. Можно е на краток рок и двете страни, или сите можни страни, да ме напаѓаат и да ме обвинуваат за овој мој чекор, да ме обвинуваат со различни теории за заговор или разни други обвинувања на моја сметка. Подготвен сум да се справам и со тоа. Председателот потенцираше дека очекува овој процес да добие завршница со фер и демократски избори по сите стандарди кои ќе бидат поддржани и признаени од меѓународната заедница.